Добро вечер, почитувани гледачи. Дневник во 20 часот следуваат настаните на денот, а веднаш потоа започнуваме со најновите информации од регионот Македонија и светот. Останете со нас. Експресниот пат Велеска-Дрифаково треба да биде готов идната година. Подпалувањето на палмата во Младинскиот парк е дело на 15-годишно момче, информираат од полицијата. 52-те рацинови средби завршија со доделување на рациновите признанија. Во тек се градежните работи на експресниот пат Велеска-Дрифаково. Изградбата се одвива во 3 фази. Должината на делницата изнесува 25,9 километри. Проектот е во вредност од 14,6 милиони евра и е финансиран од Светска банка за обнова и развој. Се очекува градежните работи да бидат целосно завршени идната година. Интензивно се работи на експресниот пат Велеска-Дрифаково, чија должина изнесува 25,9 километри. Делницата ќе добие по една нова коловозна лента од двете страни. Изградбата и реконструкцијата се одвиваат во 3 фази. Во првата фаза се изгради патот од Велес до Депонија во должина од 6,3 километри. Втората фаза, која го опфаќа делот од Депонија до Лозово и е во должина од 8,9 километри, до сега е 40% реализиран. Се очекува втората фаза да биде завршена до крајот на оваа година. Во исто време, во тек се градежни работи и на третата фаза, која опфаќа 10,7 километри од Лозово до Кадрифаково. Побезбедно е, побрзо се вози. До Лозово што е добар е патот, е добро е направен, а така не е направен. Побезбедно е, поширок е патот, по прегледност има поубава. Надлежните уверуваат дека комплетно нова делница на ниво на експресен пат Велеска-Дрифаково ќе биде готова во 2016-та. Проектот е во вредност од 14,6 милиони евра, а се финансира со средства од Европската банка за обнова и развој. Редовни контроли на работодавачите кои вработуваат работници преку некои од мерките за вработување на владата и Агенцијата за вработување на Република Македонија се прават со цел да се заштитат правата на работниците вработени преку некои од мерките. Над 150.000 лица се потенцијални корисници на владините мерки за намалување на невработеноста. Опфатени се категории граѓани од сите возрасти. Компаниите кои веќе ги користат или ќе сакаат да ги искористат овие мерки ќе мора да исполнат одредени услови. Владата гарантира дека пакетот мерки обезбедува максимална заштита на лицата кои се веќе вработени. Се прават и редовни контроли на работодавачите кои вработуваат работници преку мерките за вработување на Агенцијата за вработување на Република Македонија, потенцира директорот на Агенцијата Владко Поповски. Самиот систем на АВРМ веќе има вставено контролни механизми кои што доколку биде прекршен договорот, тоест потврдата, самата потврда е договор што издаваме, самиот систем реагира и доставува до УЈП дека фирма таа и таа го има прекршено договорот со тоа што одјавила или групата што ги има вработено со слобода или некој друг од вработењето. Досега имало вакви случаи и биле пријавени од страна на работниците кои нашле вработување преку некоја од мерките за вработување. Во делот на млади до 29, ланската година, некаде околу 120 млади лица беа незаменети во периодот од 15, бидејќи за нив имаше 15 дена рок за замена, и некаде околу уште 180 други кои што напуштија, ги намалија бројот за оние други лица кои што беа вработени, а не со ослободени. За реализацијата на мерките за вработување државата годишно троши 10 милиони евра. Според евиденцијата на Агенцијата за вработување, од над 260.000 невработени лица, 124.000 се активни баратели на работа.
Заев во Брисел ги одби сите идеи, за него успех е да се кочи државата, изјави премиерот Никола Груевски како коментар на изјавата на лидерот на СДСМ Зоран Заев, дека по Брисел работите се движеле во позитивен правец. Што се однесува до евентуалните избори, премиерот вели дека ВМРО-ДПМН во секој момент е подготвена за изборното соочување. Ако за него позитивен правец е да се почнат преговорите, односно да завршуваат со неуспех, и со тоа да се прави штета на Македонија, пред се на македонската економија, на отворањето на нови работни места, на привлекување на инвеститори, на имиджот на државата, тогаш тоа е своевиден успех што тој го доживува како успех. Ние во Брисел не прифативме техничка влада, ниту природна влада, ниту било што слично. Практично она што се случуваше во Брисел беа различни идеи на луѓето кои што таму се обидуваат да ни помогнат или да олеснат, кои што господинот Заев ги одби од прва до последна идеја. Бербата на праски во Росоманскиот крај започна. Првичната цена на праските од 20 до 60 денари за килограм. Производителите на праски велат дека се задоволни од движењето на цените и дека производството е исплатливо. Почна бербата на праски во Росоманско. Од 20 до 60 денари за килограм е првичната цена на првите сорти на праски. Највеќе чина така наречените голи Бинг Бенг и Спринг Крес, кои се продаваат од 30 до 35 денари. Мейс Крес се 30, а Спринг Тайм 20 денари. Производителите на праски велат дека се задоволни од цените и според нив производството на истите е исплатливо. За сега родот се откупува од откупувачи од Скопје, а овоштарите очекуваат во шпицот на бербата вратите да ги отворат 15 откупни пунктови кои откупуваат праски главно за извоз. Отворањето на нови откупни пунктови со ладилници се доказ за исплатливоста на производството на праски. Доказ за квалитетот на праските кои што се произведуваат во овој регион е податокот дека во вкупното производство на праски на светско ниво учествува со 1%. Со доделување на рациновите признанија вчера вечер во Велес завршија 52-те рацинови средби. Манифестацијата која има за цел да го негува и промовира ликот и делото на основоположникот на македонската современа литература Коста Солев Рацин уште еднаш докажа дека е мост помеѓу минатото, сегашноста и иднината. Од вечното почивалиште на Коста Солев Рацин, спомен костурницата во Велес, вчера вечер, по 52 пат, испратена е пораката дека љубовта и болката се двете детерминанти кои го пределуваат поетското суштествување. Преку патувањето низ вечноста и безсмртноста, низ крикот на болката и љубовта, Рацин и денес ги пренесува пораките до нас. Вие сте во срцето на Македонија, но и во срцето на поетот кој немаше ништо лично. Се ни откри, се ни покажа и се ни подари и песните, и душата, и љубовта. Почесното Рациново признание оваа година отпатува во Русија. Олга Панкина во Москва, работејќи на проектот Читање Македонија, ја добила веста дека е добитничка на почесното признание. Овој вистински хуманист се вгради во темелите на македонската уметност преку својата брилјантна поезија, а и беше учесник во борбата за поправедно општество на земјата. Па и јас поголем дел од својот живот им ги посветив на тие идеали. Рациновото признание отиде во раците на Димитрije Дурацовски. Романот Бледи сенки представува сплет на повеќе жанрови, прикажувајќи актуелната општествена ситуација. Ви благодарам за големото признание и му се поклонувам на големиот Кочо Рацин. Рациновите средби се мостот на времето, враќајќи се на назад секоја година. Одново ја чувствуваме душата на човекот, кој не е со нас, но сите ние сме горди на него. Вечерва ќе се одржи 4-тиот рок фестивал Велес Фест. Годинава фестивалот е дел од активностите во рамки на проектот Велес град на културата. Колегата Бојан Нанев во Дневникот во 16:30 беше на местото на настанот и разговараше со еден од организаторите. Еве дел од разговорот. Фестивалот започна во 20:30, ќе ги отворат скопскиот панк бенд Лоши деца, потоа настапуваат хеви металците Steel Temple,
рокерите ДНО исто така од Скопје и на крај како шлак на целиот фестивал се гостите од Белград, познатите Darkwood Dub. Како дојде до токму оваа селекција и токму овие бендови да бидат гости на овој фестивал? Па видете, ние ова е четврти фестивал поред и претежно е концепцијата на фестивалот е македонски рок. Меѓутоа имавме некои контакти со менаџерите на Darkwood Dub, така да решиме да не бидат специјални гости. Ние понатаму ќе го држиме курсот на македонски фестивал, меѓутоа може да го освежиме со некои гости како што се Darkwood Dub. Нема санкции за наставниците по основ на екстерното тестирање. Ова го соопшти министерот за образование и наука Абдулаки Мадеми. Тој истакна дека просветните работници ќе бидат наградени со зголемување на месечната плата од 10%, доколку се на врвот на листата на најуспешни. Повеќе за овој прилогот што следува. Нема санкции за наставниците по основ екстерно тестирање. Ова го соопшти министерот за образование и наука Абдулаки Мадеми. Министерот во својата изјава посочи дека наставниците ќе бидат наградени со зголемување на месечната плата од 10%. Воедното посочи дека договорот кој го постигнале со Синдикатот за образование, наука и култура бил за унапредување на екстерното тестирање. Тие наставници ќе бидат наградени по 9 месеци по 10% од нивната плата, а доколку истите се најдат 3 години едно по друго, тој додаток ќе стане траен до пензионирање. Во однос на контролата на работење на наставниците, неизбежно е да се забележи дека голем дел од нив реално ги вреднуваат знаењата на учениците, но постојат и такви кои сепак имаат отстапки во оценувањето. Но сепак, според министерот Адеми, реформите кои се спроведуваат за наставниците се позитивни, затоа што истите треба да бидат мотив за оние наставници кои можеби оваа година нема да бидат наградени од страна на Министерството за образование и наука. Мора да има некој кој заслужува да биде награден и унапреден, но мора да има и такви наставници, односно во таа група да влезат наставниците кои на некој начин не се квалитетни и да ги стимулираме да станат квалитетни. Од Министерството за образование информираа дека за оние наставници кои два пати едно по друго имаат отстапки во оценувањето, ќе следува определена санкција со цел подобрување на нивниот начин на работа. Инаку диалогот со СОНК ќе продолжи со почетокот на идната учебна година со цел да се унапреди образовниот процес. По само 2 недели од засадувањето на палмите во Велес, вчера околу полнок беше запалена една од нив од страна на 15-годишно момче. Граѓаните го осудуваат овој невкусен потек и велат дека ова не е прв случај, без причина да се уништува нешто што е корисно за целото општество. Запалена палма во младинскиот парк во Велес. По само 2 недели од како беа засадени дрвја на неколку локации во градот, палмите станаа мета на вандалски чин. Граѓаните ја осудуваат неубавата гледка. Се она што се сади и поставува е за да се допринесе за хортикултурното уредување на градот. Не е прв пат, велат тие, без причина да се уништува нешто што е за добробит на целото општество. Работа е за иднината на градот е ва. Како сме да се прејава? Тоа го градиме со ѓенови, го вадиме, го зрезуваме. Нема се секој да го гледа утре рачите клучиња се стикаат, тука да уживаат, чуева, ви злато дрво уништено. Тоа не е човечки никако. Сега да сакаме зелено, да имаме убаво. А не Не знам, јас сметам дека не треба така да се направи. Тоа мислам дека не би требало да запалат, тоа е ипак дрво, екологијата треба да биде запазена и не знам зошто да палиме. Тоа не е добро. Ниедно дрво не треба да се пали. Според информации од секторот за внатрешни работи Велес, немилиот настан се случил вчера околу полноќ. 15-годишен малолетник со запалка ја запалил обвивката, пошто пламенот се проширил и комплетно го уништил дрвото. За среќа, не е предизвикана дополнителна материјална штета во околината. Откако случајот детално бил разгледан, малолетникот со родител е повикан на распит во полициската станица во Велес. Синоќа во Кавадарци започна гурмански викенд надополнет со Баскерфест, сензација и бела ноќ. Љубителите на добрата забава, храна и музика ќе можат да уживаат и во презентации на разни винари и дегустирање на гурмански специјалитети.
богата културна програма Викендов во Кавадарци. Согласно официјалната програма, која во најголем дел ќе се изведува во паркот на Револуцијата, синоќа свечено започна гурманскиот викенд. Освен гурманските специјалитети и квалитетниот пиелок по кој што градот е познат, кавадарчани имаа можност да уживаат во музиката на етногрупата Монистра и настапите на уметниците и перформери од познатиот Баскерфест. Овие 3 дена за време на овој јунски викенд ќе има повеќе содржини кои што опфаќаат конкретни настани, концерти, театарски представи, перформанси, останати настани и да не заборавам, бидејќи гурмански викенд, тука се сите штандови пред се на локални угостители, винари. Музичарите од етногрупата Монистра втор пат гостуваат во Кавадарци, а за кавадаречката публика велат дека е расположена за македонската традиција и музика. Многу ни е драго што сме по втор пат тука. Значи, тука ни почува нашиот летен музички бран, би го нарекол. Значи, следат многу концерти, Битола, Велес, Ресен, Дојран, значи цело лето ни е преполно и на есен планираме промоција на нашиот втор албум. Викендот завршува со неделното бармен шоу и забава со улични забавувачи, жонглери, улични свирачи, како и со презентации на присутните винари и дегустирање на гурмански специјалитети. Зголеман бројот на странски туристи во месец април. Дојран ќе добие нов лик Македонија пред представници на САД, вести од Македонија. Во април Македонија ја посетиле 52.298 туристи, што е зголемување за 17,6% во споредба со тој месец лани, објави Државниот завод за статистика. Зголемување има и кај бројот на странски туристи за 30,9%, а намалување се бележи кај бројот на домашни туристи за 5,2%. И ноќевањата на странските туристи се зголемени за 22,2%, а на домашните туристи намалени за 5,1%. Во периодот јануари-април за 8,7% е зголемен бројот на туристи и за 2,8% бројот на ноќевањата. Зголемување има и кај бројот на странските туристи, а намалување кај домашните туристи. На 22 јуни годинава завршува јавниот повик за изградба на дополнителни 2800 метри патека околу Дојранското езеро, како продолжение на веќе изградената од 2200 метри, а изработена и проектна документација за 1400 метри нови плажи, соопшти денеска министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски, кој беше на работна посета во Дојран. Вкупната инвестиција е 32 милиони денари. Во делот на патната инфраструктура, министерот најави дека ова лето ќе почне рехабилитацијата на регионалниот пат Нов Дојран-Николик во должина од околу 6 километри. До сега се изградени 2200 метри нови патеки, но Министерството за транспорт и врски распише нов повик за уште 2800 метри пешачки патеки. Зборувам за овие патеки хортикултурно уредени, осветлени и така натака, што ќе го сменат изгледот и на шеталиштата и на самиот Дојран. Исто така распишавме тендер за градба за Дојран Николич. Тоа е еден правец што долго време сите го најавуваа, но ние веќе распишавме тендер. Фокус на состанокот беше објавениот оглас за продажба на 17 градежни парцели во општина Дојран, од кои 15 се наменети за изградба на викенд куќи во населбата Калдарма во Нов Дојран, а 2 за комерцијални објекти. Почетната цена за парцелите наменети за викенд куќи изнесува 61 денар за метар квадратен, а за комерцијалните објекти 500 денари за метар квадратен. Министерот за одбрана Зоран Јолевски во рамките на вториот ден на глобалниот форум во Вроцлав, Полска, оствари значајни одвоени средби со американскиот генерал Џејмс Џоунс и со Стивен Хедли, советници за национална безбедност на председателите Барак Обама и Џорџ Буш, како и со Дејмон Вилсон, подпредседател на Атлантскиот совет на САД. На средбите министерот Јолевски ја истакна потребата Република Македонија да ја оствари зацртаната цел, членството во Алијансата, со зачленувањето на Македонија и на Црнагора, како и со поместување на процесот за членство за Босна и Херцеговина. НАТО ќе влијае на унапредување и зацврстување на мирот и безбедноста во југоисточна Европа, истакна министерот Јолевски. Воедно министерот посочи дека НАТО и Македонија ги споделуваат истите вредности. Македонија ги исполни сите критериуми уште во 2008 година и се однесува како де факто членка на Алијансата.
Министерот Јолевски оствари средба и со сенаторката Джеан Шахен, копредседател на Комитетот за надворешна политика на Американскиот Сенат, со која меѓу другото разговараше и за аспирациите на интеграција на Македонија во НАТО и ЕУ. А од вистите од светот, владите на Унгарија и Србија ќе одржат самит на кој ќе се разговара за мигрантите кои секојдневно преминуваат од Србија во Унгарија. Затворени 2 болници поради мерз во Јужна Кореја. Унгарија се закани дека ќе ја затвори границата со Србија за да го запре приливот на имигранти. Владите на двете земји ќе одржат самит во почетокот на јули посветен на ова прашање. Унгарија минатата година доби повеќе бегалци по глава на жител од било која друга земја членка на Европската Унија, освен Шведска, која доби речиси 43.000 имигранти. Тоа е огромен пораст во однос на 2012 година кога бројот е само 2.000. Според изјавата на шефот на канцеларијата на Орбан Јанош Лазар, од почетокот на оваа година во Унгарија пристигнале 54.000 имигранти, а се очекува дека до крајот на годината во земјата ќе пристигнат и до 130.000. Од почетокот на оваа година има пораст на бројот на имигранти од Косово, но поголемиот дел од имигрантите сега доаѓаат од Сирија, Ирак и Афганистан. Според официјалните податоци, 95% од нив преминуваат во Унгарија од Србија. Јужна Кореја стави во карантин 2 болници во Сеул, во кои се лекуваат пациенти заразени со мерс, од кои за 3 недели заболеле 126 лица, а 11 починаа. Здравствените власти изразија надеж дека поминала кулминацијата на ширењето на болеста. Ова е најголемото ширење на блискоисточниот респираторен синдром надвор од Саудиска Арабија, каде болеста првично беше регистрирана во 2012 година. Во Јужна Кореја болеста беше донесена од 68 годишен бизнисмен кој се вратил од патување од Блискиот Исток. Ракометната селекција на Македонија утре ќе се сретне со селекцијата на Чешка. Македонија кон првиот медал на Европските олимписки игри во Баку, Павлов во полуфиналето во карате турнирот, 5-ти трофеј на Ѓурчевска во двојки, домашен спорт. Утре машката ракометна репрезентација од 17 часот и 45 минути во спортскиот центар Борис Трајковски го игра последниот квалификацијски меч за пласман на Европското првенство во Полска против селекцијата на Чешка. На нашиот национален тим доволно му е реми со помалку голови од првата меѓусебна средба во Жлин, која заврши 27-27, за да се пласираме на континенталното надпреварување. На вчерашната пресконференција, репрезентативците ги истакнаа своите очекувања од надпреварот. Со нетрпение го очекуваме овој надпревар кој одлучува за пласман на Европското првенство во Полска. Одигравме коректно против Швајцарија, победивме без неколку клучни репрезентативци. Таа победа беше важна за нашата самодоверба и сега треба да продолжиме во ист ритам и со поддршка на публиката да ги совладаме чесите, истакна селекторот Ивица Обрван. Иако повреден, капитенот Кирил Лазаров сепак ќе настапи против чешката селекција. Како што и претходно кажав, јас сум на располагање, ова е последен надпревар и нема што да се загуби. Дојдовме до момент кој го посакуваме сите пред овие квалификации. Сигурно не очекува тешка задача против квалитетен противник кој може да биде многу незгоден во вакви дуели, истакна Лазаров. Македонија веќе по првиот надпреварувачки ден на Европските олимписки игри во Баку, Азербејџан, е со можност за освојување на првиот медал. Нашиот каратист Емил Павлов се пласираше во полуфиналето во категоријата до 60 кг, откако во двата дуела во групата најпрво освои бод против Плахутин, додека во вториот меч го совлада на поени со 2:1 французинот Ажил. Во денешното полуфинале, Павлов ќе се сретне со азербејџанецот Фарзалиев, додека во второто полуфинале во оваа категорија ќе се соочат србинот Андик и италијанскиот каратист Мареска. Лина Ѓорчевска, најдобрата македонска тенисерка, го освои 5-тиот трофеј во игра на двојки оваа година. Таа заедно со романката Кристина Дину славеа против романската двојка Ирина Марина Бара и Дијана Бизеан во финалето со 6-4-6-2 на ИТФ фјучерсот, вреден $25,000 во Галати, Романија.
Ова е 10-та титула за Ѓорческа во игра на двојки. За неа следи настап во полуфиналето во поединечна конкуренција и битка за овој трофеј. Во поединечна конкуренција таа ќе игра против романката Дин. А од меѓународниот спорт, инцидент на мечот Хрватска-Италија без голови на мечот меѓу Мексико и Боливија од групата А од Копа Америка. Пол позиција за Еспергаро. Алеш Еспергаро, возачот на Сузуки, освои пол позицијата на утрешната трка на големата награда на Каталонија. Еспергаро беше одличен во квалификациите и извоз за најбрз круг, со кој постави нов рекорд на патеката. Неговиот клубски колега Маверик Винјалес се најде на втората позиција, додека трете Хорхе Лоренцо. Актуелниот првак Марк Маркес на Хонда ќе стартува од четвртата позиција. Зад него се Андреа Довициозо на Дукати, Дани Педроса од Хонда и моменталниот лидер во генералниот пласман Валентино Роси на Ямаха. На хрватската репрезентација и се заканува исфрлање од квалификациите за Европското првенство по нацистички инцидент на синокешниот меч со Италија. Иако мечот се играл пред празни трибини, кукаст крст, што е нацистички символ, бил исцртан на тревникот на полјот во Сплит. Се уште не е познато кои се сторителите кои со специјални хемикалии ја гореле тревата за да го исцртаат кукастиот крст. Символот не бил видлив на дневна светлина и затоа вработените во полјот не можеле да го приметат. Портпаролот на Хрватската фудбалска федерација Томислав Пачак испрати извинувања до сите фанови кои го следеле мечот пред малите екрани, како и на двата тима и гостите од Италија. Од федерацијата ја известили и УЕФА и очекуваат полицијата да го расветли случајот. Реми на синокешниот надпревар на Копа Америка од групата А. Репрезентациите на Мексико и Боливија одиграа 90 минути без постигнат гол. Фаворит на дуелот беше Мексико, но боливиците покажаат цврста игра со неколку потенцијални шанси, но мексиканскиот голман Корона беше одличен на голот и не дозволи топката да ја затресе неговата мрежа. И Мексико не ги искористи своите прилики, а во два наврата бара и пенал, но судијата не им даде шанса да шутираат од белата точка. Иако нерешено, овој меч ќе го запамти репрезентацијата на Боливија, која првпат по 18 години успеа да остане непоразена од Мексико. По првото коло од групата А, Чиле е прв на табелата со 3 бода, по еден за Мексико и Боливија, додека Еквадор осамна на последното место без освоен бод. Денеска имавме сончево и топло време со мала до умерена локална облачност. Да погледнеме какво време не очекува во наредните денови. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Имајте пријатна вечер.